Секојдневно цените на овошјето и зеленчукот на зелените пазари постојано варираат. Со тоа и трговците тешко се снаоѓаат во ваквите ситуации. Сепак сезоната си го прави своето. Цените на овошјето растат, а на зеленчукот опаѓаат. За овошјето јаболка имаш од 20 до 100. До 100 динара, ама таа 100 динара таа е увозна, таа е у владелник држава. Друго, бананата исто паѓа и она, портокало се качува, не да паѓа, и така да лимоно се качува. Лимоно достигна цена до 80, може и да оде до 100, више моментално е 80, ќе оде и нагоре. Компиро е таа цена, моментално не е ни паѓал, не се качувал. 20 ностоп сезонска е таа цена, на него е 20 ностоп. Зеленчук го паѓа више тоа. И имаме крставица од 20 па до 50. Се зависи од квалитетот. Патлиџан имаме од 50 па до 100. Се од зависи од квалитет. Имаме розов патлиџан, имаме патлиџан што е за разлика од оранжерите е малку поквалитетен. Друго, тиквичката е падната, лютата е падната, благата е падната, така да одат надоле цените. Сепак во повеќето градови на истокот цените се различни. Во Кочани, за разлика од Штип, цените се со 20 до 30 динари поскапи. Во Виница со 20, во Делчево и Берово за 15. Останува дека Штип како центар на истокот е со најниски цени. Зошто ова е вака? Трговијата е опасна и тоа што секој се конкурира сам со себе. Со помал град секој ќе поскап. Со помалку жители секој ќе градот поскап. Со повеќе жители градот е поевтин. Има поголема конкуренција. Само од почетокот на годината досега овошјето и зеленчукот поскапеле во просек за 10 до 20 денари. Односно порастот во просек достигнува и до 5% на месечно ниво. До летото се најавуваат и можни дополнителни поскапувања, што значи дека во сите овие градови цените ќе се разликуваат од 20 до 50 денари. Пазарџиите со став дека нивната цена зависи од набавната цена, побарувачката, како и трошоците што треба да ги покријат. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем пораст на цените на земјоделските производи на зелените пазари во април 2015 во споредба со истиот месец од 2014 година е регистриран кај гравот, компирите и морковите. Причините се јасни поради поплавите. Земјоделските култури изгубија на квалитет и тешко ќе биде да се набават производи од овој регион.